Просечната цена на употребуваните автомобили во Германија во септември годинава падна за околу 300 евра, поточно на 26.487 евра, достигнувајќи го најниското ниво од јануари 2022 година, кога просечната цена беше 26.252 евра, покажуваат податоците на германскиот пребарувач Autoscout 24. Во изминатава година просечната цена на употребуваните автомобили на германскиот пазар е намалена повеќе од 5% или за 1397 евра. Од врвот во март 2023 година, кога цените на половните автомобили беа највисоки, цените се намалени за повеќе од 9%. Сепак, треба да се нагласи дека цените се многу повисоки отколку што беа пред пандемијата. Во споредба со јануари 2020 година, тие во моментов се уште се повисоки за 27%. Европската Унија не планира да се откаже од новиот систем за гранична контрола за да се справи со стотиците милиони луѓе кои ја посетуваат секоја година, иако не е јасно кога ќе ги спроведе новите аранжмани откако нивното лансирање веќе се одложи. Од Европската Унија велат дека системот за влез и излез ќе автоматизира регистрацијата на посетителите, зголемувајќи ја безбедноста и на крајот ќе доведе до покусо чекање на точките за контрола на пасоши. Планот беше отфрлен во октомври, откако некои земји членки предупредија дека не се подготвени да го исполнат рокот до 10 ноември. Официјалните представници на Европската Унија сега размислуваат за фазен пристап, иако за да се случи тоа може да е потребно ново законодавство. Биткоинот се приближи до границата од $70,000, а причина е големиот бран на приливи во фондовите што тргуваат со размена за најголемото дигитално средство, додека расположението на пазарот го зголеми и оптимизмот за изгледите за американските регулативи. Вредноста на криптовалутата прво порасна за 1%, а потоа намали дел од добивката, па се тргува на ниво од околу $69,000, а на берзата во Лондон се тргуваше по цена од $69,005. Вредноста на помалите токени, како што се второрангираниот Етер и Солана, монетата што е рангирана меѓу најдобрите 10, осцилира во тесни обсези. Ураганот Оскар, која погоди Куба за време на викендот, уби 6 лица. Светлата во 10-милионската комунистичка нација се изгаснаа на 18 октомври по падот на најголемата електрана во земјата што ја осакати целата мрежа. До попладневните часови на 21 октомври, речиси 90% од потрошувачите во Хаваана, дом на околу 2 милиони луѓе, повторно ја вклучија струјата, соопштија од главниот град за електрична енергија. Сепак, според властите, многу жители надвор од Хаваана остануваат без струја. Куба се уште беше во темнина на 20 октомври кога ураганот Оскар падна на источниот дел на земјата како бура од прва категорија, предизвикувајќи неколку жртви и штети. Невремето предизвика сериозни штети во источната провинција Гвантанамо. Како што се движеше во внатрешноста на земјата, Оскар ослабна до тропска бура, но сепак се очекуваше да донесе значајни, опасни по живот поплави заедно со лизгање на земјиштето, изјави Националниот центар за урагани на САД.